4 пациенти од Шпанија и 1 од Грција вечерва ќе се вратат во земјава. 5 пациенти имаат изгореници и веднаш ќе бидат прифатени во клиниките во земјава. Министерот за здравство Арбен Таравари на денешната пресконференција најави дека до крајот на неделата ќе се вратат уште 7 до 9 пациенти кои се лекуваат во болниците во странство по несреќата во дискотеката Пулс во Кочани. Наплив на пациенти кои ќе се враќаат од болниците од странство се очекува наредната недела. За некои пациенти со оглед на повредите ќе треба и подолг временски период за рехабилитација. Веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, можеби тие што се најкомплицирани за рехабилитација, можеби и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Во моментот се уште немаме одредено центар, меѓутоа размислуваме за 2-3 можни опции. Со враќањето на 5 пациенти во текот на денешниот ден во странство ќе останат да се лекуваат 108 пациенти. 4 од нив се во критична состојба. 4 пациенти продолжуваат да се во критична состојба, меѓутоа за сега стабилна, меѓутоа да бидеме внимателни во тоа што го кажуваме, бидејќи флуктуираат состојбите, така да ајде да видиме, се уште продолжува 4 пациенти да бидат во многу тешка состојба. Изминатите денови на домашно лекување од болниците во Скопје се пуштени 20, а 23 пациенти остануваат на клиниките, кои се во добра и стабилна состојба и во наредните 5 до 6 дена ќе си заминат дома. Инаку Дарко Стојанов, кој беше еден од повредените во Кочанската дискотека, а вчера се врати како прв пациент од Белград, денеска во својот Facebook статус напиша дека неговата здравствена состојба е добра, диши благодарение на брзата реакција на медицинскиот персонал на Карел. А како што вели, не постојат зборови со кои може да се заблагодари на целиот персонал од клиничкиот центар во Србија. Моите деца се уште имаат татко благодарение на докторите и неверојатните медицински сестри и техничари од клиниката. Тоа беа моите ангели чувари. Благодарам српски народе, напиша Стојанов на социјалните медиуми, кој се заблагодари на македонските здравствени тимови и институции.